Во следните минути разговарам со генералниот секретар на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост, односно госпоѓа Василка Димовска де Јонг. Благодарам за издвоеното време утрово и благодарам што ќе имаме можност да разговараме за сите проекти на вашето здружение, односно Порака, и се она што ќе биде тема за одбележување на овогодинишниот меѓународен ден на лицата со попреченост, која според Обединетите нации гласи поттикнување на инклузивни општества за лица со попреченост за подобрување на општествениот развој, секако со фокус на заедничка акција, инклузија, поддршка и признавање на потенцијалот на секој човек. Добро утро, Симона, добро утро и на сите ваши гледачи. Јас би се заблагодарила на поканата и на македонската телевизија затоа што секогаш одвојува време за ранливите групи на граѓани за кои што е навистина потребно медиумите да допрат до јавноста, со што повеќе кратно, како прво да се зголеми свеста дека и овие луѓе се овдека меѓу нас во нашето општество и треба да се рамноправни граѓани, што не е случај во нашето општество, да се зголеме нивната видливост. Ние како организација сакаме да постигнеме еден позитивен имидж, позитивна слика за овие луѓе кои што навистина заслужуваат да бидат дел од нашето општество. Впрочем, инклузивно општество е општество кое се развива и не е голема филозофија, но е навистина еден убав процес за кој што треба сите да се залагаме. Утрово всушност ни доаѓате со многу позитивна информација, па може и така да го започнеме официјално разговорот, а тоа е дека потпишавте меморандум со Државната комисија за заштита од дискриминација. Што ќе значи тоа во пракса? Јас сум човек што е секогаш оптимиста и гледам во секоја ситуација да ги гледам работите од позитивната страна. Но во очи на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, односно вчера, го потпишавме меморандумот за соработка со Државната комисија за заштита од дискриминација. За нас како организација значи голема поддршка, пружена рака, за да заедно ги надминеме сите оние дискриминаторски состојби со кои што се соочуваат лицата со интелектуална попреченост, лицата со попреченост, но и нивните семејства. Затоа што интелектуалната попреченост не е само состојба на лицето кое што има интелектуална попреченост, тоа е една состојба на потесното, но и поширокото семејство. Па ако сакаме да одиме и понатаму, тоа е една состојба на општеството. Се зависи како општеството ќе реагира, ќе одговори на потребите на тоа лице или на тоа семејство. Во претходниот прилог Гере многу убаво ги посочи проблемите со кои што он директно се соочува. Па можете да замислите секојдневно потребата од поддршка на овие лица е навистина голема. Во секој аспект од живеењето. Не се тоа само архитектонските бариери. Во секој аспект од живеењето овие лица се соочуваат, но и нивните семејства. Кога зборувам за фокусната група за која што јас работам, лицата со интелектуална попреченост се многу поврзани со семејствата. Односно, семејствата се тие кои што се првиот чекор кон барање на поддршка или помош за нивните деца, нивните членови на семејството. Како ја оценувате моменталната состојба во земјава за лицата со интелектуална попреченост? Кои работи треба да се променат? Иако сум оптимиста, морам да кажам да направам еден пресек дека долго години сум во оваа област, но за жал во нашето општество многу пати почнуваме реформи. Реформи кои што одат со еден убав тек,
со убави резултати и потоа од непознати причини реформите престануваат. Имам чувство дека по одреден период од еден реформски процес кој што ги засега лицата со попреченост, како да државата, системот се заситува и мисли дека направиле доволно, сега се вртиме кон друга категорија, друга таргетна група од популацијата, но за периодот кој што ги занемаруваме веќе на достигнатите резултати, ние се враќаме многу далеку назад. Така да, за жал, вратени сме. Иако имаме регулативи, одредени законски можности, поради човечки фактор, ние сме повторно на една некоја почетна точка, која што се надевам во наредните години повторно ќе оживеат тие реформски процеси во насока во која што е посакувана. Републичкиот центар постојано има активни кампањи и начини кои што успевате да ги наметнете со цел да се помогне на лицата со интелектуална попреченост, а секако и на нивните семејства. Меѓутоа, што ви е вас лично најголемата пречка? Веројатно дел од одговорот е и од претходното прашање, човечки фактор, меѓутоа, како успевате сите овие години наназад сепак да овозможите благосостојба на корисниците? Покрај тоа што сме организација од граѓанскиот сектор, ние малце различно делуваме, малце сме со своја специфика, односно во организацијата членуваат како професионалци, но и родители на лица со интелектуална попреченост и самите лица со интелектуална попреченост. И заедно ги креираме програмите кои што се приоритетни за остварување на правата на овие лица во нашата држава. Од друга страна, веќе 25 години сме обезбедувач на сервисни служби, а тоа се дневни центри за лица со интелектуална попреченост над 18 годишна возраст. Ако земеме дека се залагаме за опфаќање на децата, тинејџерите, од секаков вид на потреби во рамки на системот кој што го возможува нашата држава, лицата со интелектуална попреченост над 18 години практично се затворени во своите домови, нема никаков избор или нема никаква понуда која што би можело да го оплемени нивниот ден. Од друга страна, родителите се загрижени и таа загриженост можам да кажам дека расте. Што ќе се случи по нивната смрт со нивните деца, односно тоа се веќе возрастни лица со интелектуална попреченост. И токму тука е нашиот фокус на тие дневни центри, сервисни служби кои што мислам дека се уникатни во нашата држава, а од друга страна пак можам да бидам горда дека моделот на нашите дневни центри беше награден од страна на Европската комисија и Европската асоциација на обезбедувачи на сервисни служби, како еден модел кој што е навистина потребен во нашето општество, но и модел интересен за европската популација. Фокусот на нашата работа е можноста на лицето со интелектуална попреченост, за да можеме да ги развиеме другите капацитети на тоа лице, односно колку е можно тоа лице да биде посамостојно во секојдневниот живот. Ако за нас е сосема разбирливо одредени едноставни мануелни операции во текот на денот, за едно лице со интелектуална попреченост тоа е голем успех. Така да фокусот ни е поддршка на семејствата, но и поддршка на самите лица, за да можат да бидат колку е можно посамостојни. Некои имаат потреба од асистент неколку часа или 24 часа, меѓутоа доколку им овозможиме на овие лица поддршка, тогаш они можат да бидат и корисни граѓани на општеството, да допринесуваат, а не како често знаат одредени
субјекти да кажат дека се товар на општеството, што е навистина неприфатливо во 21 век. Ете, токму затоа сум навистина среќна што Државната комисија за заштита од дискриминација подаде рака за соработка и заедно да ги тераме, да ги остварувањето на веќе постоечките права, но од друга страна има некои права кои што навистина се заглавени во лавиринтите на системот и треба да бидат остварливи. Верувам дека ќе се согласите, меѓутоа впечатокот е дека за лицата кои што имаат физички инвалидитет, многу е поголема јавната свест, односно често знаеме и да пружиме помош и на јавно недостапни места кои што се за нив, меѓутоа лицата со интелектуален инвалидитет е многу тешко да се препознаат, па веројатно затоа и целта и темата на Обединетите нации да има заедничка акција, помош и јавни настани, односно конференции на кои што ќе се зборува за тоа, можеби како да се препознае, како поголемиот дел од општеството да влијае за да помогне. Се согласувам со вашата констатација. Лицата со интелектуална попреченост се една од најмаргинализираните групи, односно најранливи групи од повеќе аспекти. Се уште стојат предрасудите, се уште стои стравот од непознатото, затоа што многу често лицата со интелектуална попреченост се поистоветуваат со лица со ментална болест. Мора да се направи една дистинкција околу овие две таргетни групи од нашата популација. Лицата со интелектуална попреченост се лица кои што се многу доброчудни, но се жилни за внимание и за љубов. И доколку искрено пристапите и им пружите малце внимание и љубов, добивате многукратно повеќе повратен одговор. Доколку вложите малце напор да работите со ова лице, ви го исполнува денот. Впрочем, мене, тоа ми е на мене и на мојот тим, тоа ни е една движечка сила за да продолжиме понатаму во нашите цели, остварување на нашите цели. Но во однос на предрасудите би сакала да напоменам дека како организација, како тим, ние се трудиме во текот на целата година да правиме различни активности, соработка со училишта, учество на разни манифестации, имаме долгогодишна соработка со со театар Пи, ќе ги напоменам и да се заблагодарам на нивниот ентузијазам, поставување на различни театарски представи заедно со нив, инклузивни театарски представи, мултимедијални проекти, така да ние сме застапени во јавноста, но мислам дека јавноста треба да не прифати малце повеќе, да направи еден чекор понатаму за прифаќањето. Отворени сме за соработка со сите, отворени сме за посета, секој што е заинтересиран може да се најави и да дојде да го посети нашиот дневен центар, да ги види, да се запознае со корисниците, но и да се запознае со програмските активности. Затоа што навистина програмските активности се комплексни и е потребна поддршка во секој сегмент на нашето работење. На кратко, само пред да го заокружиме разговорот, како ја толкувате овогодишната тема на Обединетите нации токму за денешниот ден? Со оглед на тоа што долги години работиме ние на инклузија на нашата фокус група во нашето општество, никогаш не може едно општество да се развива и да оди напред без вклучување, инклузија на најранливите групи на граѓани во едно општество. Велат, има една поговорка, кажи ми каков е вашиот однос кон лицата со попреченост, а јас ќе ви кажам какво е вашето општество. Значи, во зависност од тоа како ги прифаќате лицата со попреченост, таков е проценката за развојот на општеството. Но јас се надевам дека ќе одиме напред во наредните години што ни доаѓаат.
Ви благодарам многу за денешниот разговор. Јас ви благодарам како медиум што се вклучувате во сите овие кампањи, подигнување на јавната свест и што сте тука да ја информираме јавноста, затоа што без вас многу потешко е да дојде информацијата и пораката до граѓаните. Секако, секогаш сме тука за сите нови кампањи и настани кои што ги има регионалниот центар, Републичкиот центар. Благодарам уште еднаш.